ќе помине. Во едно село живеел сиромашен човек кој целиот живот ги работел најтешките работи, но не стекнал ништо. Се што имал бил неговиот син единец, кој неизмерно го сакал. Го научил да чита и пишува, а исто така почнал и да го подучува. Пред да му се предаде на Бога, таткото извадил 2 кутивчиња. Едно црно и другото бело. И му рекол на својот син: за жал, немам ништо друго да ти оставам, освен ова. Добро чувај ги. Кога ќе ти биде тешко, толку тешко што нема да можеш повеќе да издржиш, отвори ја белата кутија. А црната отвори ја тогаш кога ќе ти биде многу добро. Младиот син достојно го испратил својот татко, а потоа ги спакувал своите работи: лажица, стапчиња, памучна кошула и овие 2 кутивчиња, и тргнал по светот. Работел најтешки работи, спиел под ведро небо, бил мачен и изморен. Станал несреќен и очаен. Стекнал самодлабоки брчки на лицето и лузни на рацете. Тогаш дошле огромни поплави, реките се излиле и ги поплавиле полињата. Настанал глад и за младото момче повеќе немало работа. Лутал беспомошно, спиел по шумите, го печело сонцето и го прекривале мразовите. Една ноќ некој му ја украл лажицата за ориз, памучната кошула и 2 гроша кои му беа останале. Ја изгубил сета надеж и одлучил да се убие. Ги склопил дланките и побарал прошка од небото и додека ги спуштал на своето тело, допрел малечка бовча во работ на појасот. 2 кутивчиња кои му ги оставил татко му. Ја отворил белата. Во неа се наоѓало парче хартија на која била испишана порака со татковиот ракопис: и ова ќе помине. Ја сватил пораката. Не кренал рака на себе си, туку се упатил кон ближниот град, на чиј влез стоела колона од селани. Не можеле да влезат, затоа што никој не умел да прочита што пишувало на вратата. Момчето се приближило до неа и прочитало гласно, па сите поминале заедно со него. Поминал неколку денови по градските пазари, а потоа го побарал еден мал стар кинес. Неговиот господар му рекол дека итно му е потребен писар, а тој чул од селаните кои неодамна пристигнале во градот, дека момчето знаело да чита. Добил работа кај племенскиот старешина. Работел тешко, но со чисто срце. Набрзо почнале да доаѓаат селани на кои им било потребно да им биде нешто напишано или прочитано. На сите им излегувал во пресред. Градскиот старешина бил строг, но праведен човек и знаел да го награди својот писар, а набргу му отстапил место и во својата куќа. Се променило. Во годините кои доаѓале, станал газда на мал имот, стекнал материјално богатство, а стариот и изнемоштен старешина му ги поверил своите работи, а и својата ќерка за жена. Заедно, во љубов и слога, тие двајцата имале многу деца и го зголемиле своето богатство до големи размери. Многу вечери поминувал испивајќи чај во ладните простории од својот дом. Разговарал со својата сакана господја, подучувајќи ги своите синови за калиграфијата, читајќи ги големите мудреци и бил неизмерно среќен.
Еднак вечерина размислувал за својот живот. Се присетил на сите своји очајувања, на желбата која ја имал да умре, па се присетил и на својот татко. Се сетил и на другата кутија која му ја оставил. Црната кутија. Ја отворил, а во неа било завиткано парче хартија. Кога го одвиткал, на него била испишана порака со татковиот ракопис. И ова ќе помине.